Она за што подолго време се шушкаше во македонската јавност, конечно се обелодени. Македонија била подготвена да го прифати името Република Северна Македонија уште во 2008 година, под услов со тоа да биде вклучено и признавањето на македонскиот јазик и националноста. Се вели во доверливата дипломатска пишана белешка од амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје, што ја објави Wikileaks, а ја пренесува електронското издание на Катимерини. Доверливата белешка, насловена како што им е потребно на македонците за решавање на спорот за името, е со датум од 29 јули 2008 година и е напишана од тогашната американска амбасадорка Джилијан Миловановиќ. Пораката, како што пишува Катимерини, покажува дека преговарачките цели на Македонија во последната деценија не се променети многу и до одреден степен се постигнати со подпишувањето на договорот меѓу Македонија и Грција во јуни оваа година, пренесува Нова. Во првиот дел од белешката Миловановиќ ги изнесува своите заклучоци по состаноците со тогашниот претседател Бранко Црвенковски и со премиерот Никола Груевски, притоа наведувајќи и какви услови би биле прифатливи за земјата. Според белешката што ја објавува Wikileaks, а на кој се повикува Катимерини, тоа се следните услови: име Република Северна Македонија. Во сите меѓународни организации и дополнително билатерално од која било земја што не сака да го користи уставното име и покрај тоа што не го дискутираме ова експлицитно, веројатно меѓународните договори би следеле по истиот модел, при што со користењето на новото име во мултилатералните односи ќе има можност за такво нешто и билатерално. Македонија ќе го користи своето уставно име и внатрешно, на пасоши и во медиумите. Јазикот и националноста ќе се нарекуваат македонски, но ова би можело да се однесува премолчено, можеби како дополнителен анекс кон резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации или со некој друг внатрешен документ на Обединетите нации кој не е предмет на грчко разгледување, односно одобрување. Во крајна линија на Македонија треба да и се гарантира дека нивниот јазик, националност и слично ќе продолжи да се нарекува македонски, а не северно македонски.